Кој е Љупчо Палевски Палчо? Името кое е во центарот на вниманието на јавноста, откако органите на прогонот го поврзаа со свирепото убиство на 14-годишната Вања и 74-годишниот велишанец Панче Жежов. Политички актер, активист, моќен градежник, близок соработник во поранешните структури на СДСМ, подкаст водител на YouTube каналот на неговата партија, како и учесник на подкастите на Инфомакс во минатата сезона. За на крај неговото име да биде запишано како осомничен за лишување на животот на малолетничката и пензионерот заради изнуда и користолюбие. Името на Палевски станува звучно уште во 90-тите години, кога тој ја почнува својата градежна експанзија, односно доаѓа на чело на фирмата УПА Ентерпрајз, од каде го добива и другиот прекар УПА. Палчо станува и прв човек на неделникот Старт, познат по опозицијската ориентација. Во тој период тој почнува и да ја врши функцијата претседател на градската организација на СДСМ. На почетокот на новиот милениум купува локална телевизија, но и започнува со своите градежни активности во центар, кога градоначалник е Мирослав Грчев. Тогаш Палевски градеше високи згради, по план на Грчев, кој беше градоначалник на СДСМ од општина Центар, а Министерството за урбанизам, предводено од ВМРО ДПМН во тоа време, ги враќаше неколку пати за на крај да не бидат усвоени. На крајот, централната власт нареди уривање на дивото поткровје на неговата зграда на улица Пиринска во Дебармало. Името на Палевски го имаше и во случаите на СЈ, односно во 2017 година. Тој беше на распит во тогашното СЈ, поради тоа што неговото име се врзуваше со прислушуваните разговори, односно приватните разговори кои што беа објавени на каналот на YouTube под корисничкото име Никола Тесла. Стануваше збор за приватни разговори на политичари и новинари. Во 2019 година е притворен во Белград во моментот кога сакал да се качи во авион и да отпатува во Москва, поради активна потерница од Хрватска од 2015 година, каде останал должен 2500 евра. Во тоа време за Палевски имаше и кривична пријава, оти во прилеп на протест пуштал бомби, односно прислушувани разговори. Во 2020 година, односно година подоцна, ја формира политичката партија Десна, а истата година беше објавено дека бил нападнат во близина на неговиот дом. Во фолдерот на Палевски стои уште едно негово прекршување на законот. Односно во мај годинава бил фатен со пиштол без дозвола во близина на тунелите Демир Капија и Јаворица, каде со неколку лица барале злато. Му бил одземен пиштол марка Валтер, кој нелегално го држал кај него. Палевски е многу активен на социјалните мрежи. Тој редовно објавува политички содржини, негови политички ставови и мислења на неговиот профил. И пред и по убиството на малолетничката, тој има објави, освен на 27 ноември, денот кога е киднапирано и убиено девојчето.